Уште 2 дена недели од Божик, христијански празник, или време кога милиони христијани на овие простори ќе го спомнат барем еднаш, ако не повеќе, името Христос. Па ние преку ова проучување, браќи и сестри, ќе се придружиме да се подсетиме за значењето, за вредноста на Христовото раѓање. Би сакал после да ви поделам едно Исусово Божјикно писмо, сега нема да го читам ради времето, но ќе го добиете секој. И овде ќе видиме во тоа писмо како Исус се чувствува на неговиот роден ден, што сега многу ќе го слават. Едни го славја пред 14-12 дена, некои сега ќе го слават за 2 дена, но ќе си прочитате овде и ќе видите колку Исус е жалостен, што на неговиот роден ден не е поканен. Туку луѓето се свртуваат кон јадење, кон пиење и кон други работи. Затоа ќе прочитате подоцна во писмото кое ќе го добиете. Но сепак, сега е време, или овие денови ќе биде време, кога луѓето ќе се поздравуваат со непознат христијански поздрав. Христос се роди. И како одговор, на вистина се роди. Ке има многу свечени трпези, многу цркви ќе бидат украсени со јаслици, со слама, со јагниња, со овци. Тука ќе бидат и Марија, и Јосиф, заедно со малиот Исус. Средствата за јавно комуницирање ќе ги објават говорите, поздравите на црковните представници, ќе се читаат текстови по весниците на интернет, ќе се објавуваат разни сликички, јасли со Исусовото раѓање. Едноставно, ќе се цитираат оние познати текстови од Библијата, слава на висините, а меѓу луѓето добра волја. Едноставно, на тој начин ќе се посака да се внесе радост во животот на другите личности. Браќи и сестри, Христовото раѓање е центар на христијанството. И сите мисли во тоа време се свртуваат кон Ерусалим, вековната борба на старите евреи да доживеат повторно слободување од робството во кое се тие наоѓале. И навистина, после 4000 години, после 2000 години, после сите царства кои били на оваа земја, во кои евреите масовно учествувале како робови и како подчинети, ќе светне оној вистински ден за евреите. Ќе се роди Христос, што значи помазаник. Месија значи Христос на грчки, помазаник, Божи син. Ќе се роди на оваа земја и ќе стане најголем меѓу луѓето. Дар со кој грешното човештво ќе биде откупено од гревот. И навистина, ова мала територија, мала земја, дел од светот. Значи овде лево го гледате Египет, кај што биле 400 години во робство самите евреи и витувањето Боже дека ќе ги ослободи и дека тие повторно ќе се вратат на своите корени, повторно ќе се вратат од таму каде што некојаш живееле, каде што Јаков под силата на гладта ги испратил своите синови да побарат, да купаат жито во Египет. И знаеме историјата како ќе останат подоцна и робови во таа земја. Навистина, многу евреи доживееле разочарување. Нивните соништа секогаш не се остварувале. Едно робство, друго робство, 400 години, па потоа Вавилонско робство, па други робства ќе се случат, но на крајот денот ќе осветли. И за време на Римската империја, овде ќе се роди Исус. Исус ќе порасне. За тоа време Исус ќе биде фатен, раснат и убиен, односно раснат. И навистина, ние денеска ќе се постави прашање како го доживуваме Христовото раѓање. Дали само како еден од многуте великани кои се родиле и луѓето ги обележуваат како нивни родендени или нешто посебно. Дали Христос само треба да го обележиме со црвена бојица или мастило на календарот, или Христос треба постојано да се раѓа во нашите срца. Ајде да го читаме текстот, да видиме како се тоа одвивало и што ни кажува Лука во своето Евангелие. А во она време излезе заповед од царот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис кога Квиринеј управуваше во Сирија и сите одија да се запишат секој во својот град.
Така Јосиф отиде од Галилеја, од градот Назарет, горе во Јудеја, во Давидовиот град, кој е наречен Витлеем, зашто беше од Давидовиот дом и семејство, да се запише со Марија, свршената со него жена која беше бремена. А кога беа таму и дојде времето да роди, и го роди својот син, првенец, па го пови и го положи во јасли, зашто за нив немаше место во гостилницата. А во тој крај пастири нокева под ведро небо. Интересно, пастири нокевале под ведро небо. А сега надвор што има? Снег. Можно ли овците сега некој да ги чува горе на витачот? Ќе смрзнат тие овци. Очигледно, датумот 7 јануари не се совпаѓа со самото раѓање или времето на Христовото раѓање. Но сега ние не утврдуваме денеска датумот на Христовото раѓање, но само попат спомнувам дека овде вели текстот нокевале пастирите со своите стада. Очигледно тоа било многу порано, некаде во есента, а не длабоко во зимата кај што има снег. Но како е да е, продолжуваме со текстот. И вели, во тој крај пастири нокева под ведро небо, чувајќи го своето стадо. И отеднаш Господов ангел им пристапи и Господовата слава ги осветли, па се оплашија многу. Ангелот пак им рече, не бојте се, зашто еве ви јавувам добра вест, голема радост, кој ќе биде за сите народи. Зашто денес ви се роди Спасителот во Давидовиот град. Овие се интересни работи што малце подоцна ќе се навратиме. Зошто се спомнува Давидов град? Зашто имало и друг Витлеем. Добра вест, голема радост, вели, голема радостна вест. И овие знак ќе најдете младенче повиено како лежи во јасли. И отеднаш со ангелот се најде множество небесно воинство кое го фалеше Бога во висините и на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Ова се, почитувани, најдобрите, најсвечените зборови кои ни се собираат во текот на времето на бушиките празници. Кога се собираме, тие се најрадосните вести што луѓето ги спомнуваат. Христос се роди, навистина се роди. Да погледнеме, можеби за прв пат во овој текст, што пред малце го прочитавме, веќе се повторно навратиме, овде вели да отидеме до Витлеем и да видиме што се случило таму. Кога ангелите ја слушнале вест кога пастирите ја слушнале вест од ангелите, тие си рекли меѓу себе да отидеме и да видиме што се случува во Витлеем. Вистина, една мисла постојано, браќи и сестри, ми се наметнува. И тешко може да и се спротивставиме. Дали во Христовото раѓање имало некои грешки на местото на неговото раѓање? Дали имало некои грешки? Неколку луѓе каде би го очекувал Исус да се роди? Каде би се очекувал да се роди еден цар, односно син на цар? Во палата. Значи, кога ќе се породи некоја глумица или принцеза, овие што се во Шпанија, во Англија или не знам каде се имат се уште царства и кралства, што прават новинарите пред болниците? Чекаат за изјава, така. Но дали има грешки во Христовото раѓање? Каде Исус се родил? Деца, каде Исус се родил? Во штала, меѓу овци, меѓу кози, меѓу јагниња. Дали овде има грешка? Што значи тоа? Ајде да го прашањето поставиме појасно. Толку пати сме слушале за Христовото раѓање, сме пишували и теми, проповедале. Христос се родил во штала. Зарем така се дочекува царот на славата? Каде е овде свечениот пречек? Каде е прославата? Каде е неговата царска палата? Има ли грешка во пишувањето на пророците, во нивните извештаи кога е во прашање Христовото раѓање? Може би, од друга страна, ние кои сме симпатизери, кои го сакаме Исуса, сме исполнети со бес на самата помисла дека сето тоа не би било како што требало да биде. Ако ние некој го сакаме и го почитуваме, сакаме да бидеме на повисоко ниво, да Исус се роди под едни подостоинствени услови, а не Марија да зависи таму од даровите на овие тројца посетители, може би до овчарите донеле некои крпи да го детето затоплат, да го повијат. Што повеќе размислуваме за оваа тема, се повеќе разбирам
дека сепак се било совршено. Се било совршено и се совпаѓа и дека нема ништо, браќи и сестри, неисправно, погрешно во тој исклучителен настан кој се случил пред повеќе од 2000 години во Витлеем. Или, поточно, Исус се родил на периферијата од Витлеем, не во самоот град. Не во самите тие познати хотели во тоа време кои постоеле, иако биле веќе преполни, биле полни со посетители, затоа што се вршил попис. И многу луѓе од другите градови и места дошле во својот роден крај да го извршат тоа граѓанско, да го завршат тоа граѓанско право. Овде се спомнува добар пастир. Не само што немало место во градот, што немало место дури и во гостилниците. Едноставно, тоа укажува на фактот дека Јосиф и Марија сепак пронашле добро место за сместување. Може би од наша перспектива денеска тоа е мизерно, тоа е испоценето место. Меѓутоа, денес треба ние да откриеме вистината дека Исус е роден на вистинското место и нема никаква грешка според пророците кои го тоа прорекле, кои го најавиле 700 години однапред. Не промашеле ништо. Воопшто немало никаква грешка во Христовото раѓање. Овде се родил Исус. Овде вели, читавме во Витлеем, во градот на Давида. Во прилог на тоа, еве ги Христовите зборови кои го потврдуваат тоа што го јас зборувам денеска. А го запишал Јован во 10 глава. Јас сум добриот пастир. Гледате Исус со што се поистоветува. Добриот пастир го дава својот живот за овците. Ке видите дека, ако го анализирате Христовиот живот, многу изјави се вртат околу овците, околу пастирството на Исуса. Наемникот кој не е овчар, кому овците не му припаѓаат, го гледа волкот како доаѓа. Ги остава овците и бега. А волкот ги разграбува и ги распрснува, зашто е најамник и не се грижи за овците. Јас сум добриот пастир и ги познавам моите и моите ме познаваат мене. Како што таткото ми ме познава мене, јас го познавам мојот татко и јас го давам мојот живот за овците. Гледате колку пати се спомнуват овде овците. Исус се поистоветува со овците. Како пастир и други овци имам што не се од овој овчарник и нив треба да ги доведам, па ќе го слушат мојот глас и ќе биде едно стадо и еден пастир. Вистина, најголемата потреба на израелскиот народ, почитувани, не бил ослободител. 3 царства веќе се зад нив. Ги издржале сите 3 царства. Сега се наоѓаат при крајот на 4-то царство. Припадниците на овој народ биле ослободени со неколку одведувања во Вавилон и кој знае колку налети на околните народи. Знаеме дека израелците неколку пати биле одведувани, евреите, во робство. Сега веќе при крај на нивната мизерија. Наскоро ќе дојде Исус, но Исус нема да дојде како ослободител од римската чизма или јарам. Меѓутоа, има ли нешто овде попотребно од пастир на стадо кое се раселува или некои отишли во Вавилон и така натаму? Исус дошол да ги собере повторно, како што овчарот ги повикува овците и тие го слушат неговиот глас и доаѓаат со него во трлото. Наистина, Исус овде се поистоветува со пастир. А каде е местото на пастирот? Со овците или без овци? Со овци. Местото на пастирот не е во град. Местото на пастир не е во гостилница. Или таму каде што не е стадото. Туку таму кај што се овците. Витлеем е наречен Давидов град. Но каде е пророкот Самуил кога дошол во Витлеем? Го нашол Давид во градот. Каде бил Давид сушност кога го барал Самуил за да го зацари и да го одреди кој ќе биде цар? Каде бил малиот Давид? Со овците. Гледате каква линија ја следиме. Зато е наречен Витлеем Давидов град. Овде бил со стадото Давид покрај него, кога не идувале мечки, кога не идувале лавови. Што правил Давид со тие диви зверки? Се борел за своето стадо, за секоја овца која се наоѓала во опасност. И сега, браќи и сестри, можеме малце подобро да разбереме зошто Исус ќе се
поистовети со овците. Зошто Исус ќе биде во Витлеем надвор роден, во штала, меѓу животните, меѓу овците, не во гостилница, не во луксузен хотел. Не, Христос се раѓа во штала, во засолниште, зашто му припаѓа на стадото. Пастерот живее со своето стадо, вистинскиот пастир. Читавме пред малку, Исус дава две варианти, најамник и пастир. Кој е тој најамник? Тој кој е платен за пари, само да му помине времето од 6 или од 8, кога ги пушта овците па до задисонце и само ги брои деновите да му дојде први. Но Исус овде вели, вистинскиот пастир го полага својот живот. Тој го дели нивниот живот, ја дели судбината на овците. Заедно со овците пастирот поднесува студ, топлина, ја чувствува нивната жед, се грижи за нивната храна. Со еден збор тој го живе животот на своето стадо. Легнува, станува со него, со овците, делејќи ја неговата судбина. И навистина може да читаме текстови кај што вистинските пастири се грижат за своите овци. Тие се деноноќно, тие испијат тука пред овците да ги заштитат од дивите ѕверки. Еве што вели Исус Бог во 23-тиот псалом. Господ е пастир мој. Ово го пишува Давид. Ништо нема да ми недостасува. На зелени пасишта тој ми дава починка, при тивки води ме води. Ја освежува мојата душа, ме води по патеките на правдата, поради своето име. Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто ти си со мене. Твојот жезал и твојата палка ме утешуваат. Приготуваш трпеза пред мене, пред погледот на моите непријатели. Ја помаза мојата глава со масло, мојата чаша се прелева. Навистина, благоста и милоста ќе ме следат ни сите денови на мојот живот, а јас ќе престојувам во Господовиот дом за секогаш. Некои теолози, браќи и сестри, велат и тврдат дека овој псалом, како и многу други текстови во Библијата, е пишуван во вид на пирамида. Знаете како изгледа пирамидата? На нивото е широка пирамидата и како одиме нагоре, таа се стеснува и стеснува. Врв на пирамидата е 4-тиот стих. Ако отворите во Псалам 23 глава, ќе видите таму 4-тиот стих е врвот, велат теолозите, на пирамидата. Може би се во право, но затоа што ова пирамида има само влезни скали и нема симнување од врвот. Значи пирамидата се качуваш, има скали за нагоре, односно влезна врата или скали, но нема за симнување. Местото на престојување на ваквиот пастир во описот кој го дава царот Давид не е палата, туку простор покрај стадото. Тоа е целта. Давид вели: Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. И таму кој ќе дојде на врвот, таму кој ќе се почувствуваш и сам, осамен, тој вели понатаму и смртната сенка ако поминам. Гледате, смртта е сенка, браќи и сестри, за нас. А сенката дали е статична? Дали е постојана? Не. Како се создава сенка? Под влијание на светлост. Значи, кога сонцето светли и се појава сенка на цвеќе, на дрво, на куќе, така на тому. Штом сонцето се свртува, сенката нема. Значи, смртта е само сенка. Денеска е, утре не е. Местото на пастирот го опишува овде во Псалом самиот Давид. Или ништо нема да ми недостасува. Таквиот пастир е покрај стадото, да ги согледа и задоволи сите негови потреби. Понатаму вели: на зелени пасишта ме води, ми дава починка. Овците каде треба да бидат? На градскиот плоштад или на речињата? На речињата, таму кај што се ливадите. И затоа овде вели Давид: на зелени пасишта тој ми дава починка. Тој го задоволува, ја задоволува глата на овците. Понатаму вели: ме води по тивки води. Погледнете какви се тие ливади. Тука се овците, на ливадите, не на градските плоштади. Ме води при тивки води. Мир, тишина, бистра вода, чиста вода која тече далеко од градот, во поточе кое весело тече меѓу витлемските речиња. И затоа пророците предвиделе, прорекле дека Исус ќе се роди таму, тука на падините во близина
во близина на Виклеем. Понатаму Давид вели, ја освежувам мојата душа. Каде се сместуваат установите, болниците за лекување на тие потреби внатрешни на човекот? На белодробни заболувања. Каде се болниците? Во градските средини или каде се наоѓа Јесеново? Знаете каде е Јесеново? Близу Велес, односно Чашка, односно Извор. Тоа се болници сместени во близина на планина, на шума, кај што луѓето ќе дишат чист воздух. И затоа вели, ја освежува мојата душа. Понатаму ме води по патеките на правдата. Праведните патеки се чисти, свети, праведни. И 4 стих создава пресврт. Може би затоа многумина го гледаат како врв на пирамидата. Секоја претходна мисла говори за Бога во трето лице. И сега еве што вели Давид. Тој е мојот пастир, на зелени пастишта тој ми дава починка. Тој ме води по притивки води. Тој освежува мојата душа. Тој ме води по патеките на правдата, но низ долината на смртната сенка. Тој останува близу до нас, бидејќи ти си со мене, Давид вели. Далечината е намалена, тој веќе не е некаде на страна. Гледате какво чувство доживел Давид. Се поистоветува со овците, дека тој пастир кој ги чува тие овци, кој се грижи за нив, е неговиот Бог. Исус, браќи и сестри, дошол на оваа земја, се родил според програмата, би рекол, според тоа сценарио, според пророштвата кои биле дадени 600, 500, 700 години однапред. Исус дошол да живее со своето стадо. Со него да оде низ долината на смртната сенка, да го подржи, зацврсти со својата пастирска палка. И затоа кога ние ќе поминеме или поминуваме низ тие сенки смртни, тешко е, но не сме сами. Давид вели, Исус е со нас, нашиот пастир, тој е поред нас. Меѓутоа, тој изјавил дека дошол да служи, а не да му служат. Тој дошол самиот да постави трпеза и да му служи на своето стадо, а не стадото да му служи на пастирот. Исус е спореден со Божје јагне. И затоа овде ги гледаме јагнињата. Тука во шталата, тука се овците, тука се јагненцата. Вистина, Витлем е вистинско место каде што Исус требало да се роди. По падините на Витлем имало илјадници овци, како никаде друго, на друго место во Израел, во Палестина. Гледате, однапред Бог предвидел 700 години. Исаја пишува во, каде беше, во 9 глава, каде ќе се роди, во кој град. Михеј пишува за тоа, дека ќе се роди во Витлем, Давидовиот град. И тука падините исполнити со овци и јагниња. Исус ќе биде поистоветен. Исус ќе се роди токму. И еве што вели текстот. Утре дента Јован го види Исуса како доаѓа при него и рече: еве го Божето јагне, кое ги зема гревовите на светот. Што го натерало, браќи и сестри, Јован да го спомни името јагне? Очигледно Јован знаел. Очигледно Јован бил информиран што пишувала Библијата, односно Стариот Завет, за пророштвото на Исуса Христа. И затоа продолжуваме да размислуваме за Јована. И Јован слободно може да кажеме дека навистина како евангелист ги сватил пораките за мисијата на Исуса Христа. Другите евангелисти, значи Матеј, Марко, Лука, зборуваат за неговото родословие, за местото на раѓање. Настанете поврзани со Христа. А Јован говори за суштината на Христовата личност, на битието, на внатрешноста, како Исус се чувствувал. Јован Крстител, почитувани, бил бестрашен пророк, од кого треперел и самиот цар, чии зборови длабоко засекувале. Нежно ја представува толку најавената личност токму во оваа исклучителна средина. И затоа, како што пред малку читавме, Јован го споредува Исуса со јагненце, со јагне. Значи, останатите евангелисти зборуваат од друг аспект за Христовото раѓање, но Јован сака да ја спореди внатрешноста Исусова природа со јагне. Мило. Јагнето е мило животинче. Значи, мирно, не е јаре.
Јагнето е мирно и децата, па и возрастите ги сакаат јагнињата. Јован навистина ќе каже правата вистина за Исуса Христа. И така, како и многи други утра, едно невино јагне жртвовано на олтарот во израелскиот храм. Исус се родил, а во Иерусалим и понатаму пренесувале жртви. И понатаму свештениците си терале по тој стар закон, бидејќи ја имале вистината в раце, но не сакале да ја видат. И понатаму тие пренесувале жртви кои го символизира јагнето на Исуса Христа или овцата. А долу Исус е веќе распнат на Голготскиот крст. Свештеникот ќе продолжи понатаму да пренесува жртви наутро и навечер и уште многу денови. Но, браќи и сестри, Исусовото доаѓање, како што било најавено, и така се остварило. И Јован вели, тогаш Исус им рече: вистина, вистина ви велам, јас сум вратата на овците. Сите кои дојдоа пред мене се крадци и разбойници, но овците не ги послушаа. Вистина, Исусовото доаѓање не било најавено во Едемската градина како доаѓање на цар, во придружба на големи луѓе. Сам Бог го земал то невинно јагне кое во период од 4000 години на најдобар начин, можен начин ќе укажува како ќе дојде Исус Спасителот на овој свет. Значи, во Едемската градина Исус не е најавен како голем цар, туку како јагне кој ќе дојде без фанфари, без труби, би се рекло. Јагнето не доаѓа на овој свет кој го очекува во палата. Јагнето најнапред ќе го здогледа трлото, ќе го грее топлината на стадото во кое се јагнило, а потоа како Исус да стигне во палатата, тогаш кога му се изрекува смртна казна од оние кои живеат во палатите. Интересно, Исус ќе се роди во трло, ќе биде топлено од топлината на тоа трло. А од кого ќе биде убиен? Од оние кои живееле во палата, оние кои се нарекувале царски синови, оние кои имале власт. Тие ќе му изрекнат смртна казна, оние кои живееле во палатите. И затоа, браќи и сестри, може да разбереме зошто Исус не се родило Божје јагне во царска палата, туку во јасли, кој на многу јагнина им било прво застолниште. Имав една слика, но изгледа не сум ја ставил, кај што еден овчар, јагнето го ставил во ранецот позади и го носи со себе. Колку е тоа блискост, колку е тоа мило, каква топлина зрачи тој овчар. Може 5 километри далек од трлото, но овцата се јагнила, го става наврат. Па има и наврат, овчар го става јагнето и го носи. Исус вели, јас сум вратата на овците. Зошто вратата е многу важна? Зошто вратата е важна? Па низ вратата влегаат непријателите, но овчарот е тука, спие ден и ноќе. Тој го полага својот живот ако е потребен. Тоа Божје јагне ќе стигне во палатата тогаш кога ќе дојде време, кој ќе биде цар. Исус е господар на целата вселена. Тој наскоро ќе дојде, но не како јагне, не како мало безпомошно бебе. Исус ќе дојде како цар на царевите. Навистина, ова е само уште еден прилог на нашето тврдење дека Исус е роден на вистинското место, во вистинско животно обкружување. Исус вели, јас сум вратата. Уште една важна причина зашто Исус е роден тука каде што е роден. Наоѓаме во неговите зборови, што еве, нели ги читавме пред малку, кај што Исус вели, јас сум вратата на овците. Кој дојдо пред мене се краци. Гледате, доаѓаат луѓе, ќе доаѓаат во името на Исуса, ќе се представува дека тие се врата. А Исус што вели за нив? Исус вели за нив дека се краци, дека се разбойници. И браќа и сестри, мора да внимаваме. Кога се наближуваме до времето или до денот кога многу луѓе ќе го слават Христовото раѓање, многу ќе бидат заведени од оние краци, условно кажано, оние кои ќе го спомнат Христовото име, а се во волци во овчи кожи. И затоа Исус зборува, мора ние да бидеме внимателни, мора да им укажеме на луѓето да се осврнат до Библијата. Тука е оригиналот, тука е вистината. Да, нека го прослават Христовото раѓање, но не е доволно само еден ден да го бележиме. Ние треба постојно, секојдневно да го
да му дозволиме на Христос да се раѓа во нашите срца, во нашите мисли. Може би сме забележале многу библиски текстови и толку пати сме ги нагласувале, но овде Исус вели: јас сум вратата на овците. И сите кои дојдоа при мене, кои дојда пред мене, се крадци и разбойници, но овците не ги послуша. Кој глас ти слушаш? Чии гласови ние слушаме во овој постмодернистички свет, кога се луѓето сакаат да допрат и со умот да го разберат. И не веруваат, вели. Не верувам ја во тоа што пише во приказки. Јас сакам да допрам, јас сакам да видам. Меѓутоа, во природата има толку работи кои не ги гледаме, кои не ги допираме, а веруваме. Сега немаме време да ги спомнуваме. Меѓутоа, потребна е овде вера. Она истинска вера која не е потребна. Единствена врата за вечноста е Исус, почитувани. Единствена врата за спасение е Исус. Единствена врата е Спасителот Христос, кој ќе влезе при мене, текстот вели, ќе биде спасен. Колку пати бегалците пронаѓале заштита преку некоја врата. Сте гледале филмови како некој е бркан од некоја група на луѓе и тој пробава да влезе во нечи двор. И кој ќе налета на некоја отворена врата, тој брзо влегува и ја затвара врата. И тоа му е спас од непријателите кои го бркат. Колку пати вратата и за нас ни представувала заштита. Колку пати за животните вратата представувала заштита од волците, од мечките, бидејќи тие се послави како созданија. Вратата е многу важна. Да побегнеме на време, браќи се и ние, од гревот преку Христа, кој е наше спасоносно засолниште. Меѓутоа, Исус не рекол дека тоа е врата, било која врата. Некој ќе рече: па јас ќе си влезам низ ова врата. Може да влезеш, но таа ќе те однесе во пеколо, таа ќе те однесе на лошо, таа ќе те одвои од Христа. Не секоја врата. Исус не вели: јас сум секоја врата. Кај ќе влезете, таму ќе најдете засолниште. Исус вели: влезете низ тесната врата, бидејќи широката врата и широкиот пат водат во пропаст. Низ која врата ти и јас сакаме да влегуваме, браќи и сестри? Трлото, кој го спомнавме неколку пати, во кој се собират овците, представува нивна сигурност. Тоа е место на кое тие се со задоволство се враќаат. Вратата на која излегуваат, врата низ која се враќаат. Многу е битна таа врата на трлото. Сте виделе трло како е направено? Значи, со дзидови, со будликави трња ставено, и има една посебна врата, која е за Велес од лево, од градско има трла. Има и према Штип таму, има, сте виделе, и на Витечот има. Значи, трло, оградено, отворено небо, и тука на, може би, заградена просторија, но само една врата има, која дозволува да се влезе и да се излезе од трлото. Вратата за овците не се прави во град, како и тогаш, во Христово време, туку на бреговите на витлеемските ричиња, за да му служи на стадото и на неговото засолниште. Таа врата, почитуване, е се уште отворена, но бидете сигурни, ќе дојде ден, ќе дојде час, ќе дојде време, како што истакнува апостол Јован овде, во своето послание во Откровението, кога пасторот ќе ја затвори, за никој повеќе не може да влезе. И сеќавате кога Ное ги последен пат повикуваше своите сограѓања, кога им велеше: почитувани, влезете, вратата е широм отворена, зашто ќе дојде миг кога вратата ќе се затвори. И денеска вратата е отворена. Исус вели: влезете низ тесната врата и тесниот пат, бидејќи широката врата и широкиот пат водат во пропаст. Овој повик, почитувани, за тебе и за мене. Овој повик за ова генерација која живе во посебно време. Ние ги денеска у очи Божик оживуваме сеќавањата на Христовото раѓање. Повик до сите кои во овие возвишени денови ќе ги поминат собрани, може би на некој тивко место, далеко од раскошни палати, блескави улици и богати безсмислени гозби, во потрага по познавањето на суштината на вечното спасение. И затоа и ние, почитувани, да побараме некое тивко место,
Кај што ќе отвориме Библијата и ќе читаме во Лука, во Матеј, ќе читаме во овие Евангелија да се подсетиме условите какви биле, под какви околности Исус бил роден. Да се вратиме во мислите дека Исус тоа го направил за тебе и за мене. Зашто Исуса после раѓањето го очекувале уште 33,5 години, кај што тој ќе даде белег на христијанството во почетните години. Да разбереме, почитувани, дека Исус Христос, како добар пастир, го започнал својот живот. Токму таму, како што вели Библијата. Не на гозби, на пиење и славење, како денеска што многу луѓе во Христовото име, во име на Неговото раѓање, ќе седнат, ќе пијат и ќе се испеен јанчат. Ова писмо ќе ве подсети како ние ќе го прославиме Христовото раѓање. Дали, како овде што вели, со подароци да се разменеме, а за Исуса нема место. Исус вели, кога не ме поканија, јас титко влегов и седнав во едно ќоше. Сите поздравуваа, сите се веселеа. Во еден миг во собата влезе некој странец со долга бела брада, облечен во црвено. Делуваше уморно и напит. Уморно седна во една од фотелите и сите потрчаа кон него, веселејќи се како да веселбата беше приготвена во негова чест, а не во моја. Христос ќе биде многу жалостен овие денови, што многу луѓе ќе немат време за него, а ќе приредуваат прослави, пијачки, ќе се гоштеваат во неговото име, во име на неговото раѓање. Затоа Бог да ни помогне, браќи и сестри. Тоа јагне кое доброволно се жртвувало себе си за нас, да го прифатиме. Не само да го прославиме еден ден, туку секојдневно да го славиме во нашите животи. Тој ја отворил вратата на животот и спасението. Затоа денес да дојдеме кај Христа, да го направиме Исуса свој пастир, да не го бараме Христа во блескавите палати, да не го чекаме на некоја богата трпеза, туку со отворено срце, бидејќи тој дошол да служи и лично да ја постави трпезата на спасението на своето стадо. Иако скромно, твоето и моето срце може би личат на витлеемските штали, односно јасли. Може да стане стан, пребивалиште на добриот пастир, на Божето јагне. Тој го чека твојот и мојот одговор. Дали ќе му отвориме? Исус порачува денеска. Еве стојам на вратата и чукам. Ако некој го чуе мојот глас, ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Господ нека не благослови и нека ни помогне да и овие денови, кога луѓето во духот на Божик ќе се поздравуваат, и ние да поздравиме, ако некој ни каже Христос се роди. Навистина се роди, но да се раѓа постојано во нашите срце, во нашите мисли и да расте со нас и ние со него. И така еден ден кој ќе дојде Христос како цар на царевите, да се најдеме со него во вечноста. Господ нека ни во тоа помогне. Амин.